Иако 15 мај е датум кој се одбележува како меѓународен ден на семејството, несоодветно е само еден ден во годината да се акцентира значењето на вредностите кои се негуваат и развиваат во рамки на семејството, кои подоцна пак во голема мера се рефлектираат на општественото живење. Во семејството кое е огледало на човековиот идентитет, рефлексија на секоја единка, се поставуваат темелите на здравите и целеисходни навики, на културата, интересите, афинитетите, место каде започнува и завршува се што е значајно во животот. Колку и како се почитуваат семејните вредности во оваа ера на динамичен живот, кога секој секаде брза и секој помалку или повеќе умее да го запостави фамилиарниот сегмент, ги запрашавме со граѓаните во неделно попладне. Помладите, иако излезени со своите дечиња, користејќи ги слободните моменти од викендот, не сакаа да говорат пред камерата. А повозрастните едногласни. Традицијата на неделен семеен ручек се помалку ја има. Па не доваѓаат, што ќе доваѓаат, тие си таму има работа, таму работат, таму учат школа и таму живеат, што да прават. Така, а порано како било? Недела бил резервиран ден за фамилијата? За порано да, кога биле нашите стари, па ние со нив заедно, па деца, така, ама сега не е тоа. А зошто се изгуби тоа? Имате ли? Затоа што не живееме заедно. Сведоци сме на време во кое се живее во фамилии со по едно или две дечиња, со даделки кои се грижат за децата, со повеќе компјутери и нови технолошки пронајдоци отколку гости или блиски луѓе, за разлика од порано, кога семејствата биле пред се побројни, но и пообединете, се имало почитно и поголема блискост и топлина во домот. Факт кој е непобитен е дека ваквата слика е поизразена во градските средини, отколку во руралните, каде за среќа во голема мера се уште се живее во заедница, бројна и полна љубов. Катрин неодамна беше во село Студена Бара, оддалечено 20 на километри од Куманово, па изјавата на една од нашите соговорнички е вистинска потврда дека не е важно каде си, со што располагаш, ниту пак колку имаш, кога те грее љубовта на семејството. Ние садиме само една фолија патлиџани, зашто они сакат многу работа и одгледување. А пипер садиме по 7 фолии, така да со тоа се занимаваме, со првгот не ме вработен, ни јас, со свекрот свекрвата дома работиме тоа, земјоделие. Да, јас сум мајка, млада мајка на 3 деца, 3 керки поточно. Колку имавте првото дете? На своји 17 години. Првото ми е прва година средно училиште во Куманово, во Наце Боѓони. Таа е запишана на информатика, поточно компјутерска техника и автоматика. И лани ми беше ученик на генерација за 2014-2015. Сега е со сите петки, 5.00 просек и сум многу задоволна, бидејќи тоа не е препречува да учи, не е далеко, бидејќи ние имаме сега од Министерството бесплатен превоз. А втората исто така ми учи во Чинја, во соседното село, таа е 6 деление и таа е одличен ученик. Најмалото ми тука учи прво деление и 6 години. На овој ден, кога говориме за семејството, потенцираме дека за секоја почите личност која има еден важен приоритет – потомство и семејство. Она што говори за нас и останува по се што ќе направиме и создадеме. Највредното – децата, пред се и над се. А тоа пак не прави горди и најсреќни без поговор. Кажам најискрено, млада сум, би сакала да чувам, ама доста ми се, би сакала да посветам, да се живи и здрави, да се посветам да работам. Имам и желба да си најдам работа, да си работам, бидејќи сум многу млада. Би сакала малку сега децата ми порасна, да се посветам на мене. Сега сум најсреќна и најгорда мајка, бидејќи одгледав толку прави, здрави и паметни деца. Се гордеам со нив. Не е важно колку е сиромав некој човек. Ако има семејство, тој е најбогат на целиот свет.